Кратки најави за денес. Во Охрид годинава регистрирани 3 нови случаи на лица инфицирани со ХИВ-СИДА. Продолжи судењето за Пендиков во Охрид. Одбележан светскиот ден на лицата со посебни потреби во инклузивната игротека Радост во Охрид. Пожар на 3 објекти на улица Гоце Делчев, причинета голема материјална штета. По еднонеделниот прекин на огнот продолжија нападите во појасот Газа. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе има појава на магла. Во сабота во Централна Европа, како и на Северно-Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе има услови за постудено и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Врнежи од дожд и снег се очекуваат и во источните предели. Во останатите предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Утре во северните и централните предели на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но ќе биде надпросечно топло за почеток на декември. На планините врнежи од снег. Во останатите предели ќе преовладува стабилно време со локална облачност. Максималните дневни температури од 9 до 20 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и надпросечно топло за овој период од годината, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен јужен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 11 до 19 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и надпросечно топло со минимална температура од 9 степени и максимална 16 степени. Во недела во Охрид ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и посвежо со дневна температура до 10 степени. Во понеделник постуденото утро и температура од 0 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 7 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 6 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во светот и кај нас денеска се одбележува 1 декември, светскиот ден на борба против СИДА. Во Охрид годинава се регистрирани 3 нови случаи на лица инфицирани со ХИВ вирусот. Во Македонија 505 лица живеат со ХИВ-СИДА. Црвен крст Охрид организира низа активности по повод светскиот ден и неделата на борба против СИДА, со цел да го сврти вниманието на јавноста за значењето на превенција, но и тестирањето за секое лице да го знае својот ХИВ статус. Расте бројот на новорегистрирани случаи на инфекции со ХИВ вирусот и на ниво на државава и во Охрид. За разлика од минатата година, кога имавме 2 новорегистрирани случаи на ХИВ-СИДА, оваа година во Охрид има 3 нови случаи. Доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска, специјалист епидемиолог, денеска по повод 1 декември, светскиот ден на борба против СИДА, ги презентираше податоците за состојбата со инфекции на територија на целата држава и во регионот на Охрид. Лани годинава имаме зголемен број на заболени. Имаме 3 ново регистрирани случаи, од кои што едниот е припадник на возрастна група од 25 до 29, другиот е нешто постар на возрастна група од 35 до 39 и еден е нешто постар на 50 до 59 години. Еден е од инфицираните е припадник на МСМ популацијата, другиот е начинот на трансмисија е преку хетеросексуално и бисексуалец е вториот. На ниво на држава годинава има 46 нови случаи на ХИВ-СИДА, од кои најголем број се од машки пол, 42 лица, а 4 лица се од женски пол. Според начинот на трансмисија на вирусот, 22 лица од новорегистрираните случаи се мажи кои имаат секс со мажи, додека 20 лица се хетеросексуални, а 4 лица се бисексуалци. Оваа година од СИДА починале 3 лица. Во Македонија 505 лица живеат со ХИВ-СИДА.
Светскиот ден и неделата на борба против сида годинава во светот и кај нас се одбележува под мотото "Нека заедниците водат", потенцирајќи го значењето и важноста од заедничкото делување во борба против сидата. Овој ден представува заедничка борба, не само медицинска, туку и општествена, во која секој сегмент има клучна улога во подигнувањето на нивото на свеста во јавноста за сида и поддршка на оние кои што живеат со оваа болест, вели Даниела Велјановска, дипломиран социјален работник од Црвен крст Охрид, кој со низа активности е активно вклучен во кампањата. Во текот на денешниот ден, волонтерите од клубот на младиот Црвен крст Охрид во низ центарот на Охрид и низ охридските кафулиња на случајните минувачи и на посетителите, значи ќе им редат црвени панделки како универзален символ за подкренувањето на нивото на свеста на јавноста за важноста на оваа болест и како и давање на поддршка на лицата кои што живеат со ХИВ-сида. Исто така ќе се дистрибуира информативен флаер, кондоми, совети за заштита и превенција од сидата. Во основните и средните училишта дистрибуирани се типизирани предавања со цел учениците да се запознаат со основните знаења за ХИВ вирусот, начинот на пренесување и заштита. Во текот на неделата на борба против сида до 7 декември планирани се интерактивни едукативни предавања и работилници со младите во просториите на Црвен крст Охрид и во училиштата. Активностите во кампањата на Црвен крст за борба против ХИВ-сида се поддржани од Фондацијата за деца во здравствен ризик од Канада. Со исказ на поранешниот секретар на сега затворениот бугарски клуб во Охрид продолжи судскиот процес за Христијан Пендиков. Одбраната тврди дека тепачката нема допирни точки со национална омраза, туку се однесува на приватни нерасчистени сметки поврзани со дрога. Оштетената страна пак демантира. Со исказ на поранешниот секретар на сега затворениот бугарски клуб во Охрид, Христијан Пендиков, денес онново започна судскиот процес во Охридскиот суд. Пендиков опиша што се случувало критичната ноќ, кога на празникот Водици беше нападнат во кафуле во Охрид. Во судницата беа присутни оштетениот Пендиков, прво обвинетиот во предметот Илија Спасевски и второ обвинетиот Борче Ангелов од Битола, кои се изјаснија дека не чувствуваат вина. На денешниот распит од страна на одбраната беше потенцирано дека во овој случај не станува збор за национална омраза, туку за нерасчистени меѓусебни односи поврзани со дрога, а беше потенцирано и дека во целата постапка замешана е и политиката. Свативте дека во целата работа многу е замешана политиката, бидејќи со председателски авион на Република Бугарија некој да се зема од една држава и да се носи во друга држава е нонсенс, незабележано. По мене е мотивот сосема друг, а не е припадност на некоја нација, признавање на некој статус на народ и така натаму. Адвокатот Стефан Камишевски, застапник на оштетениот Пендиков, ги демантираше ваквите тврдења, бидејќи како што рече истите не биле подкрепени со докази. Сметам дека се неосновани таквите работи, затоа што од она кое што го изнесе одбраната во текот на денешното рочиште, беа презентирани некакви факти кои што не беа подкрепени со ниту еден доказ. И на крајот од краиштата се комплетно ирелевантни за кривично-правниот настан кој што се случил со нанесувањето на повреди на Христијан Пендиков. Значи, ги демантираме во целост, со никаков доказ не се подкрепени и се комплетно ирелевантни за она кое што се има случено на 19 јануари оваа година. Инцидентот со Христијан Пендиков се случи на 19 јануари пред угостителски објект на кеот на Охридското езеро. Случајот предизвика големо внимание во јавноста и тензии во односите меѓу Софија и Скопје. Следното рочиште од процесот е закажано за 7 февруари. На одбележувањето на Меѓународниот ден на лица со посебни потреби 3 декември, сакам општеството да биде на тоа ниво за јас да не морам да зборувам за проблемите со кои се соочувам, туку за она што го постигнувам во животот, она што ме прави среќна, вели за ТВМ Марија, девојка со церебрална парализа.
Таа денеска беше гостинка на настанот во инклузивната игротека Радост, каде дечињата со посебни потреби и ученици од охридските училишта покажаа што е инклузија преку дружење, игра и песна. Но во делот на вклученост на оние лица во сите аспекти на општественото живење во нашата држава работите се одвиваат многу бавно. Дневниот центар за лица со посебни потреби, кој му е неопходен на Охрид, заглави во бирократија. Марија е млада девојка со прекрасен глас која сака да пее, учествува и во балетска група за лица со посебни потреби. Тоа се нешта кои ја исполнуваат и ја прават среќна и помагаат полесно да се справи со предизвиците и бариерите на кои наидуваат во секојдневниот живот како лица со посебни потреби. Се среќавам со високи тротоари, например, да бидат по-ниски, за да може, односно ниски, за да можеме ние да се качиме со количките, да има поголем простор кај на паркинг местата, затоа што тие се обележани, ама всушност има некои луѓе што се паркираат баш на тие места, а не се за нив. Знаете како треба се уште да се работи на свесноста дека постоиме, да има поголема свесност, да има поголема свесност за да нема потреба јас да зборувам сега за проблеми, наместо за проблеми да зборувам за тоа што сум направила. Јас пеам и танцувам. Исто сега баш по повод 3 имам балетска представа, ќе се прави нова сосема. Јас сум инаку најстариот член во студио Орека. Марија денеска со свој настап беше гостинка на настанот по повод 3 декември, светскиот ден на лица со посебни потреби, кој се одржа во инклузивната игротека Радост во Охрид. Дечињата кои го посетуваат ова убаво катче, заедно со родители и гости ученици од основни училишта од градот, се дружеа со музика и игра, а беше поставена изложба на ракотворби со новогодишни мотиви. Инклузивната игротека Радост, која е проект на Сдруженијето ВОПС, веќе една година е пристапно и безбедно катче, во кое децата со посебни потреби можат да го остварат своето основно право на игра. Родителите можат безгрижно да ги остават децата одреден период во денот, знаејќи дека за нив се грижат 2 негователки. Но исто така, представува и место каде се организираат работилници и се создаваат поблиски врски меѓу семејствата. Ние како Сдружение ВОПС организираме работилници со родителите, со мајките и со останатите членови на семејството, затоа што многу ни е битно да го зајакнеме семејството, затоа што вие се знаете големи проблеми со кои што се соочуваат и некако слабе тие семејни врски, па сакаме повторно да ги вратиме, семејството едноставно да биде заедно, а и начинот на кој што е организирано општеството во главно непристапно, а вие деца се некако осудени да останат дома, па тука некако имаат, да речам, некоја ми се разбива монотонијата и некако добиваат малку поинаков живот како и што и сите други дечиња. Од Сдруженијето ВОПС се надеваат дека јавната свест ќе се подигне на повисоко ниво, бидејќи лицата со посебни потреби треба да се вклучат во сите аспекти од општественото живење, да добијат услови и фер шанса во животот. Благодарни се на општина Охрид што го добија просторот во поранешната касарна каде е сместена игротеката, но посочуваат дека на Охрид му е неопходен и дневен центар кој што ќе ги згрижи овие деца, место на кое тие достоинствено ќе го поминуваат денот, ќе добиваат терапии кои им се неопходни за нивниот развој. Но на тој план во нашата држава работите се одвиваат многу бавно. Нашиот проект со дневен центар беше одобрен од Министерството за труд и социјална политика. Лани, во декември го потпишавме договорот. Меѓутоа се соочивме со проблем со просторот, кој што нас општината ни го дава просторот, немаме никаков проблем од општината. Овај проблем околу просторот требаше да оди на гласање на влада и тука настана голем проблем дури да се соберат сите документи кои што трае со месеци. Многу ми е жал, многу ќе ми е жал ако не успееме да го реализираме, затоа што со години се бориме.
Општина Охрид е апликант со проектот за дневен центар за лица со посебни потреби за кој е добиен грант од Светска банка и сите активности треба да бидат завршени до јуни 2024 година, но доколку на време не помине на влада, средствата нема да може да се искористат. Ноќеска во 0 часот и 30 минути по полноќ во Север Охрид е пријавено дека настанал пожар во помошен објект и куќа на улица Гоце Делчев во Охрид, сопственост на ИА од Охрид. Од пожарот делумно била зафатена и куќа, собственост на ЕЗ од Охрид, а била оштетена и фасада од куќа, собственост на АА од Охрид, информираат од Север Охрид. Од регионалниот центар за управување со кризи Охрид известуваат дека пожарникарите од територијалната противпожарна единица Охрид од 0 часот и 40 минути по полноќ до 4 часот утрово со 7 пожарникари и 3 противпожарни возила интервенирале на запалените објекти на улица Гоце Делчев во Охрид. Во пожарот нема повредени лица, но има голема материјална штета што дополнително ќе се проценува. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Министерството за внатрешни работи на Газа соопштило дека израелската војска извршила напад на воени возила на северозападот од појасот Газа неколку минути по еднонеделниот прекин на огнот. Палестинските медиуми известуваат за израелски воздушни и артилериски напади низ енклавата по истекот на примирието, вклучувајќи го и градот Рафа кој се наоѓа долж египетската граница. Во нападите се убиени 54 палестинци. Министерството за надворешни работи на Катар објави дека во тек се разговори за обновување на 7-дневното примирие. Обединетите нации изразија жалење поради продолжувањето на израелската воена операција во Газа, опишувајќи ситуацијата како катастрофална и повикувајќи ги завојуваните страни да обезбедат траен прекин на огнот. Венецуела и Бразил испратија значителни засилувања и оклопни возила на границата со Гвајана поради сценарио за евентуален конфликт околу спорната територија богата со нафта и минерали, објавија медиумите во Бразил и Каракас. Вооружените сили на Бразил, кои прогласија високо ниво на борбена готовност, се упатија кон границата на оваа земја набргу откако венецуелскиот претседател Николас Мадуро ги испрати своите оклопни единици кон оваа земја, тврдејќи дека повеќе од половина од територијата на Гвајана всушност припаѓа на Венецуела. Тензиите се зголемија на ниво без преседан во историјата, изјавил министерот за надворешни работи на Гвајана, обвинувајќи владата на Мадуро за отпочнување нов бран агресивни мерки, откако во крајбрежниот појас на оваа земја беа откриени огромни резерви на сурова нафта, кои според проценката се многу поголеми од оние на Кувајт и на Обединетите арапски емирати. Делегации на Пентагон најавија посета на Гвајана на почетокот на наредната седмица. Концесиите за истражување на новите наоѓалишта на нафта им се доделени на американскиот Ексон и норвешкиот Екинор. Над 110.000 луѓе во Европа се заразиле со ХИВ-СИДА во 2022 година. Стапката на инфекција со овој вирус е особено висока во земјите од Источна Европа и во Русија. Германскиот портал за статистика пишува дека оваа бројка реално е поголема, бидејќи бројот на 110.000 ново заразени се однесува само на лица со реална и потврдена инфекција. Според податоците на Светската здравствена организација и Европскиот центар за превенција и контрола на болести, земјите од Балканот, со исклучок на Грција, имаат сличен број на заразени лица како и земјите во Централна Европа, Скандинавија, Италија и Турција, а тоа е во просек 4,5 заразени на 100.000 жители. На исток од Европа бројките се значително поголеми, посебно во Русија со 38,4 инфекции и во Украина со 29,8 инфицирани на 100.000 жители. За зголемиот број на новозаразени, експертите потенцираат неколку причини. Прво се масовните миграции, но како клучен фактор го наведуваат тоа што по пандемијата здравствените служби повторно почнаа да функционираат нормално и открија повеќе случаи на зарази. Покрај тоа беа воведени и нови методи за тестирање и диагностика. Богатството на следната генерација милиардери претежно се заснова на наследство, а не на работа и предприемништво, се вели во извештајот на швајцарската банка УБС. Во соопштението се наведува дека милиардерите ќе им префрлат 5,2 трилиони долари на своите деца во текот на следните 20 до 30 години. Подемот на семејствата кои го базираат своето богатство на наследство е забележлив во сите делови од светот. Зголемувањето на бројот на милиардери наследници се должи на зголемувањето на предприемништвото во 1990-тите години, која постави основата за идните генерации, се објаснува во извештајот на швајцарската банка.
Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!